Отвараме нова тема со нов соговорник во студиото 5 на Македонската телевизија. Ја најавуваме вака. Здрав раст и развој на детето е првата и последна мисла на секој родител и од нас само зависи каква личност ќе воспитаме и израснеме. Но не сите деца ја имаат привилегијата да растат во здрава животна средина. Каква е улогата на Центарот за социјални работи во однос на заштитата на децата кои живеат во дисфункционални семејства без разлика дали родителите се во брак или не? Разговараме со директорот на институцијата Изерме Меди. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најде. Ќе го започнеме разговорот со статистички податоци кои што ги објавивте во една од вашите последни интервјуа во однос на барањата за разводи, кои што се 30 до 40 барања дневно. Воопшто не е ова наивна бројка, господине Мемеди. Да, како сум кажал на две последни емисии, тоа е точно, но не секој ден, зашто во една од телевизиите го сменил дека секој ден има такви после. Но стварно, за жал, но и да не е секојдневно, и да е неделно, и да е месечно, 40 барања се многу. Многу, да, за жал многу и некако ово ме загрижи многу, зашто на ден да ти доаѓа 30 до 40 барања за развод, ова не е добра и ни на државата, ни на... Но жалам многу на тој дел и правам упор на многу страни да не доаѓаме до таа бројка. За жал, последната бројка за 2020 една статистика што правив до ноември 2023, само во Скопје има околу 600 разводи. Само за Скопје. А за Македонија, цела држава, околу 1800 или 700 разводи. И ова е доволно алармантна бројка. Алармантна, да, но за жал Скопскиот центар, јас зборувам конкретно зашто за Скопскиот центар сум директор, 600 бракови, тоа е многу. Доаѓаат партнери, брачни партнери, кои што сакаат да стават крај на својата врска. Да. Што ги советувате? Како да постапуваат? Ова зборувам во однос на децата, малолетните деца кои ги имаат. Ние како центар најпрво спроведуваме мирна постапка. Добра. Да не доаѓа до разводот. На крајот ние правиме све за тој развод да не биде, но за како институција постоиме на интерес на децата, а не на браковите, но правиме све и како институција да не доаѓа до меѓу себе што има недоразбирање или кавги, како родители и како бракови. Му советуваме, имаме нашето советувалиште. Имаме бракови што и ги спасиме. Добре. Има и такви случаи, но ретко. Ги замолуваме да не се случи, зашто последиците му децата ги носат, а не родителите. Но за жал ретко има такви што може да спасиме бракове. Но правиме све за еден брак да се спаси. Суштината на денешниот разговор и линковските вклучувања кои ќе ги имаме нешто подоцна на оваа тема е што можеме да направиме за да израснеме здрави деца. Тоа е суштината на живењето на секој родител. За жал, статистиките велат дека голем број разводи се поттикнати како последица на семејно насилство. Колку вашите тимови се експедитивни во однос на семејното насилство? Нашите тимови се експедитивни. Ние одма после пријавата, кога доаѓа пријавата кај нас, после 12 часа ние мора да преземеме чекори на тие случаи. Нормално, според законските регулативи, правиме све. За жал, стварно, уште еднаш ќе ви кажам дека има многу семејно насилство. Како тимови правиме све, но еднаш ќе ги замолам, зашто јас сум родител на две деца и секогаш последното време што слушам дека сите граѓаните се жалат од центарот или плукат по центарот. Зборуваме за тоа нешто подоцна, да. За жал не е само центарот, ние правиме све да правиме нешто да спасиме, но еднаш ќе ви кажам и на родителите, на сите, дека да не мислат со 2-3 хартии од страна што ќе ги добијат од центарот, дека ќе го средат нивниот живот. Треба тие сам да внимават, зашто гледам на 5-6 случаи сам сум ги слушал и водат и над преку детето. Нивните проблеми што ги имат, водат и над преку детето, а за жал детето многу психолошки тука
влие. Одличен вовед дадовте за линкот кој што ќе го вклучиме. Сега доколку ни е подготвен колегата Ване Марковски, имаме разговор со психолог да видиме што велат психолозите. Какви последици имаат децата кои што растат во дисфункционални семејства и како разводот на родителите да не се одрази на психолошкото здравје на детето. Ване, доколку сте подготвени, слушаме. Да, Кристина, подготвени сме со психолог Мирјана Јовановска да продолжиме да разговараме токму на оваа тема. Ако може и така да го поставам прашањето и така да го започнеме разговорот, како да им помогнеме на децата да се олесни целиот оној процес при разводот на родителите. Добро утро. Па, ние сите, или сите оние кои се вклучени во процесот на разводот, прво родителите на децата, потоа бабите, дедовците, вујковци или кој се има наоколу, ќе земат дел од одговорноста, најповеќе родителите, нели? Затоа што децата не планирале они да се земат, да направат брак, така да и децата не планираат дека тој брак ќе престане да постои. Значи, они се само ги трпат последиците од решенијата на возрастните и затоа одговорноста наша на возрастните е огромна. Значи, би требале сите кои можат на најдобар можен начин. Би било многу добро ако е тоа со договор меѓусебен, затоа што сите имаат право да се разведат и да одлучат да не живеат заедно. Мислам, тоа е човечко право и во многу случаи и во ред да се одлучи на крај таа заедница да таква каква што е да престане да постои. Ама ние не можеме да се разведеме од нашите деца, не можеме да ја симнеме одговорноста, не можеме да кажеме дека мајката е повеќе одговорна или таткото е повеќе одговорен. Како и да се однесуваме, одговорноста ни останува. Значи, можеме да ја земеме или да не ја земеме. Со тоа што ќе им раскажеме на децата што се случува, првото е да не им кажеме дека, или битно е да им кажеме дека тие не се виновни за она што се случува, дека и едните и другите и сите околу нив ги сакаат, дека тоа е дел од животот, да, некој решил да живее заедно, потоа решава да не живее заедно. Значи, да си ги смириме внатрешните наши емоционални страсти. Го сакаме, не го сакаме, ја сакаме или ја мрзиме, или нешто се случило. Нормално, кога се живее заедно, тие најповеќе се повредуваат оние што најмногу живеат заедно и најмногу се сакаат. Да размислуваме дека сме должни што може помалце да ги повредиме нашите деца. Или се што се случува во нашиот живот е и стрес, па и разводот е стрес и за оние што се разведуваат, и за децата, и за сите наоколу. Ама со едно внимание, со едно разбирање, во огромна процент, нели, можност за еден заеднички договор. Океј, нема да живееме повеќе заедно, не кеме да се видиме, ама сме си створиле заеднички една обврска која мора да заеднички да ја преземеме како одговорност, односно децата. Последиците се тука. Ако не се размислува доволно на сите овие теми за кои што разговараме, има луѓе кои што нели своите емоции ги ставаат на прво место пред се друго кога се поминува низ процесот на развод. Ајде тука малку да кажеме кои се последиците кои што детето ги трпи не само дома, туку и на училиште. Ако се вратиме како ние порано сме размислувале при една мала караница дома на родителите, па леле што ако се разведат, што ќе кажат моите другарчиња во школа, тоа е исто така една од големите последици кои што ги остава разводот. Срамот во училиште исто така, ако може така да се каже. Па добро, некои деца да, некои не. И знаете, многу е важно како ќе им го представиме тој процес на децата. Потоа би било добро, нели, тука се вклучуваат сите тие што ги спомна преска, дел и наставниците и училиштето и така. Каков однос имаат кон сите овие случувања. Например, класниот раководител би требало да знае што му се случува со децата кои се во неговото одделение и да преземе одредени мерки. Значи, лошо е кога разводот тотално ќе се осуди дека тоа е нешто страшно, не може да постои, се јавуваат страшни последици. Значи, се јавуваат последици кога мајка и таткото секој ден се караат. Се јавуваат последици кога се тепаат или кога детето е игнорирано, исто се јавуваат последици. Кога двајцата као дојди дај му некој динар или викни тетки, баби да го чуваат жени и не знам што, и никој не му посветува внимание.
Значи, прво, како ќе му представиме, како ќе се однесуваме сите ние од околу кон овој проблем, и потоа да можност на училиште или било каде или со некого да може детето да си раскаже како се чувствува, како му е на душичката. Нормално, замислете едно јадро што се создало, зашто семејното јадро му е потребно да помине со што помалце последици, нели, низ оно поминува низ развојни фази. Психосексуално, емоционално, интелектуално, социјално, значи тоа се фази низ кои поминува детето и родителите се тука да го поддржат, да оптимализираат ситуацијата за да пројде дете во низ фазите. И кога се случуваат такви стресни настани во животот, има веројатност дека тие фази малце ќе се поремети развојот, што е наша одговорност, нели, на возрастните, како ќе му помогнеме да го помине сето тоа. Пак одново повторувам, значи, да пробаме да излеземе од нашите емоционални преживувања, имаме право на тоа, нели, имаме право да бидеме и љути, и несрекни, и не знам, повредени и секако, ама секогаш да мислиме дека сме преземале огромна одговорност како родители да го донесеме ова дете на свет и како се чувствува тоа дете е наша одговорност сега. И би требало да направиме најдобро што може за да му помогнеме. Ви благодарам за овој разговор и за овие совети до родителите. Дадовме придонес во денешната тема. Кристина, она што можеме да го заклучиме од ова линковско вклучување, верувам и нашата соговорничка ќе се согласи, подобро добар развод отколку лош брак, кога зборуваме за менталното здравје на детето. Студио? Апсолутно, и секогаш родителите треба да се фокусираат за доброто на детето. Што се можеме да го направиме за да го заштитиме нашето дете. Господине Мемеди, во кој случај Центарот за социјални работи организира средби помеѓу родителите и децата во поднадзор на социјален работник? По психолошкиот пат имаме ние да се вратам малце по назад кога ви велив дека не Центарот е крив. Секогаш Центарот не е крив, зашто ви велив многу случаи, сам сум ги слушал, и фокусот не е кај детето, на родителите тука водат и над меѓу себе, а детето секогаш го трнат на страна. А за жал ние како институција постоиме за детето и правим све од нас, од нашата страна и од нашите тимови за детето да расте на сите услови како што треба. Вашето прашање што правиме ние или под надзор, кога ги ставиме родителите, зашто подобро некогаш под надзор да бидат, него ична го гледат детето. Зашто детето како се раста, една минута да му фали едните од родителите, секогаш психолошкиот дел делува многу на децата и за жал и госпоđата што разговараше пополно се согласам со нивните зборови, некогаш да, стварно подобро еден развод да не постои, но секогаш треба децата да бидат први што не треба да страдат или да жртвуваат на еден брак. Но реален факт е дека дел од родителите кои што имаат потреба од соработка со Центарот за социјални работи говорат за низок пропусти на тимовите и во однос на заштитата на родителот или детето или за време траењето на донесувањето на некои одлуки. Која е причината за ова, господине Мемеди? Секогаш, секоја страна има право да се жали. Ви велев, јас сам сум ги слушал многу случаи и секој родител го кажува својата приказна. Добре. Дури меѓусебните не се и таткото, и мајката, или мажот, или жената никогаш не се согласува со нивните зборови, а не со нашите. Ние како тим секогаш ги советуваме, ги молиме да не се биде еден развод да не се дели, но секогаш мислат дека тие, и претходно кажав, дека со 2-3 хартии од нашата страна и нашиот тим, што ќе ги пишува дека треба да го гледа детето 2 сати, таткото 3, мајката или 2 вечера да биде кај таткото, 2 кај мајката, не е тоа решение. Ја ги замолувам родителите уште еднаш дека не е крив Центарот, ние правиме све за еден брак да се спаси, но секогаш постоиме за децата. А да очекуваат од нас дека ќе му ги средиме нивните живот, чим дошло до развод и ние да го средиме тој развод или тој живот со 2-3 артии, не е тоа така, но правиме све. Ја секогаш вела дека Центарот не прави ништо, но прави све. А за жал уште нешто сакав да
спомнам тука дека имаме многу мал кадар. И тоа сакам да проговорам. Да, имаме Како многу сте мал екипирани кадар. во моментов за да може граѓаните да ги остваруваат правата и услугите од системот на социјална заштита? Жалам зашто фала многу стручните лица, а ја како со директор 7 месеци, околу 13 колеги дава отказ. Жалам тоа. Колкав е тимот во моментов? Абе, тимот моментов има 230 вработени, но на ова проблематика, на овој дел, не се многу и фалат највише психолози и педагози, што се битни на еден тим. Зашто во еден тим работат 5 луѓе, еден правник, социјален работник, психолог, педагог, но еден психолог ги покрие 5-6 тимови или еден педагог 5-6 тимови. Тука е проблемот малце, ама но со овие што ги имаме, пак му помагам и на граѓаните и на случаите, но жалам, ви велам жалам, зашто за 7 месеци да даваш отказ на ова време, тоа е лошо. А и да имаш повеќе од 600 барања за развод за една година е поразително. Ја апелирам, еве чекам еден оглас, но додека ќе го добијам тој оглас, таа бројка веќе ми замина. А жалам, една ваква институција треба државата малце и Министерството за труд и социјална политика да стави акцент, зашто едната од институциите што стварно директно е вклучен иднината на државата и на децата конкретно, затоа и постоиме ние. Господин Мемеди, благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Имавме неколку прашања на кои ни беше неопходен одговор и сум благодарен што ги добивме од вас.